И лански ще тегли и ќе прекарам со лански. А ова не бива? Не. Кој ќе даде 100 динари? За пипер. Скапо е. Да си направиш по-убаво здраве. Ќе правите ли? Не. Па и да е скапо и да не е за децата ќе направиме. За нас, ако нема за децата, ќе направиме. Јас од ова си правам. Оставам си пипер за семе и од тај пипер си правам ајвар. Од дома? Од дома, домашно. Те од овај. Килограм ајварски пипер по 100 денари, модар патлиџан од 20 до 50 денари, килограм морков 60 денари. Ако на ова се додаде зејтин, дрва и работа, ајварот годинава станува луксус за дел граѓани во Штип. Додека едни вела дека поисплатливо е да се купи тегла ајвар од маркетите отколку да се прави дома. Други решени да прават под било која цена, бидејќи домашното според нив е највкусно. Граѓаните велат дека зимница ќе прават само оние кои имаат повеќе пари, или пак оние кои што трпеливо ќе чекаат цените да паднат дури до крајот на октомври. Ајвар ќе праваат и оние кои што произведуваат пипер во своите бавчи. Скапо е. 100 динара, кај ти крајот? Значи нема да го правите? Па не го правам. Една тегла купи ајвар и јаде. Па него не јадеме ние. Ја имам лански. Ќе направиме. Значи поевтино е да си направиш дома? Да, и поубаво. А скапи е, ама децата сакат. Значи ќе почекаме ако... Да, ќе почекаме да намалат. Октомври, септември, на крају јас правам кога намалат цените. Од овај пипер поубав е. Ајваро. Наместо од ајварски? Да. Па скапо е. Но од друга страна граѓаните велат дека зимница нема да се прави од други причини. Маката 3 дена околу печењето, лупењето, па и пражењето дополнителен товар за нив. Струја, вода, дрвата, а маката? Што се мачи? Печи, лупи, тој жешко, поти се, ево, кај се потом него, жешкото. Свесни за високата цена на пиперката се и производителите и продавачите на пазарот во Штип. Производителите велат дека цените се повисоки и нема кој да работи заради сушата и невремето, кое ги погоди во последниот период. Можеби благо опаѓање на цената ќе има околу октомври, но тие пиперки ќе бидат со помал квалитет.